Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија, а еве во него денес со вас зашто ќе говориме. Да се биде за наичија, да се знае занаетот, секогаш било чест и гордост. Порано се учел занает, не само на училиште, туку тоа било филозофија на живење. А денес, мајсторите исчезнуваат, работилниците се затвораат. Што превзема државата? Кој ќе ги спаси традиционалните занаети? Порано занаетите се пренесувале од татко на син, од мајка на керка, од мајстор на најдобриот калфа. Денес многу занаети се пред исчезнување, како што се кожарскиот, ковачкиот, јорганџискиот, лончарскиот. Мајсторите може да се избраат на прсти. Зошто државата нема стратегија за нивно зачувување? Тоа е она што денес ве прашуваме во најново издание на Црвена линија. За учество секако е доволно да го завртите нашиот добро познат број 02-307-0005. И како што постојано повторуваме, а секако и со право ве молиме, особено вас кои што верувам ќе ве имаме и такви за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, имајте во предвид целосно да го намалите тонот на телевизорот од кога ќе ве превземат во режија. Кога сме веќе кај тоа како можете да учествувате во Црвена линија, да ве потсетиме дека нашата емисија секојдневно во текот на целиот ден објавува анкети. А каде се објавени анкетите се разбира на Инстаграм. Затоа во овој момент заследете на Инстаграм, секако по заследувањето на нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, кликнете на Инстаграм стори. Денес Црвена линија ве прашува: дали би го дале детето на занает? Имате две опции за одговор, како што гледате две полиња, на едното е да, другото е не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и се разбира ќе ги објавиме никаде конкретно ова издание. Но и да ве потсетам, секако секој ден оној кој што му е можеби и полесно преку коментар, односно преку пишување на социјалните медиуми да даде одговори на денешните прашања на Црвена линија, тоа можете да го сторите ако не заследите на Facebook. Се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што се објавуваат темите за кои што секојдневно говориме со вас. А на самиот почеток ќе ги охрабрам особено оние кои што се директно засегнати со оваа тема. Верувам дека голем дел од вас можеби се занимавате со традиционални занаети или сте дел од оние стари добри занаечи. Па очекуваме секако да го слушнеме вашиот одговор на тоа, еве, дали според вас ви се чини дека традиционалните занаети ќе ги спратиме во историјата, што може државата и дали доволно прави за да се сочуваат традиционалните занаети и дали доволно ги цениме како општество. Како и да е, 02-307-0005. Така да, еве, ги охрабрувам сите оние, па дури и младите, помладите кои што секако направиле пресвртница во однос на она што се бара денес. Мора да напоменеме дека не случајно занаетите никако се ставени по страна, но во останатите земји во светот ите како се вреднува рачната ракотворба и она што го создаваат рацете на човекот. Па ајде да слушнеме кој ќе биде и првиот одговор на нашето прашање. Добар ден. Добар ден. Јас мислам дека занаатите полека исчезнуваат. Затоа што никој не сака да си ги вара рачињата, да брка у железо, да кова железо, да подкувува коња и тие разни работи да брка во струја, затоа што веќе и еден електричар не можеш да најдеш ако се расипе струјата на човеко. Еден електричар не може да се најде. Значи работата е у тоа што родителите ги праќат децата на факултет за да не си ги валат рачињата. А занаато е многу, како златна белезика на раката е занаато. Затоа што од занаато може да се живее многу убаво, зависи кој занаат го избере детето, али самите родители ги насочуваат децата да одат на факултет. Ќе го заврши факултетот и ќе седе дома и ќе чека работа во администрација. Никој не сака да се занимава со тие гадни работи
што ги носи занаато. Не е само и че власкиот занаат ќе исчезнува, сите скоро занаати исчезнуваат и нема човек дека да иде една кундура да сушие или да подкове еден конј, магаре било шо од село да дојдат, затоа што тоа е валкана работа. Не е за денешната младина. Благодарам многу за вашите одговори. Со вас и го отвараме ова издание на Црвена линија. Уште еднаш и веќе подсетам, ги охрабрувам особено оние кои што сте занаичи или можеби помладите кои што сепак направиле отстапка и се посветиле на изучување занаети. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Се слушаме? Да, повелете, господине Роме. Благодарам. Вакатина. Во време на Југославија, кога бев јас, тогаш имаше училиште за занаети. И се одеше на училиште. Занаетот е добар. Разни занаети имаше. Ковачи, шнајдери, све. Сите били врсти на занаети во време на Југославија. И сега треба да имат занаети. Зашто и со тоа се печелит, а и со занаетот се прават и разни производи. И треба и сега да се учат занаети, да се учат школи за занаети. И тоа е училиште, и тоа е знаење. И со тоа човек и може да живее, да носи пари, и да спечели пари, и за други да помагат. И така е тина. Ја мислам, треба овие да оставят да напред училишта за занаети, а не само за учители, професори и научници. И тие се научници и мајсторите. Пријатно од Роме од Биџева. Благодарам многу, Роме, за одговорите и споделеното во Црвена линија. Ве подсетувам, а еве сега кој ќе ви демонстрираме како изгледаме на профилот на Црвена линија на Facebook. Секако ќе подсетам и дека темите за кои што дискутираме со вас ги објавуваме паралелно и на зидот на Facebook на Телма телевизија. Пишувајте коментари, дадете одговор на денешново прашање. Дали денес би го испратиле детето да учи занает? Дали сметате дека традиционалните, особено занаети, ќе бидат испратени во историјата? Или пак ќе почнеме да ги цениме и да ги спасиме пред да биде предосна? Дали може да покажеме како изгледаме на Facebook? Секако Црвена линија преку графика и анимација ја објавува темата. Еве, вака изгледаме, пристигаат и првите коментари, така да продолжете, пишувајте наскоро по неколкуте вклучувања во живо во Црвена линија, ќе почнеме и со читање на коментари. А сега продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Еве да почнеме, дали некој од вашите деца изучувало занеат и доколку еве имате деца кои што допрва би учеле, би ги дале да изучуваат занеат? Многу мало време за да објаснам. Јас имам сини две ќерки. Завршија магистрија економски факултет, машкиот заврши електроинженер, али работа... Се извинувам, едно прашање, ќе го стопираме и тајмерот. Дали зборувате на телефонска слушалка или на спикерфон? Многу не се разбира на телефон. Многу слабо ве слушаме. Дали може да зборувате на слушалка? На слушалка сум како... Сега е подобро. Почнете. Да. Одлично ве слушам. Јас имам 3 деца, двете магистрирали економија, али работа е... Многу ми е жал, нешто најверојатно со квалитетот на линијата не беше онака како што очекувавме. Верувам дека гледачот во моментот ме слуша и повторно што поскоро ќе го заврти нашиот број 023070005, бидејќи навистина квалитетот на она што го слушнавме беше далеку од добро, а целта е да ги слушнеме вашите одговори. Така да го поздравувам и го охрабрувам, некаде на почеток сме, секако завртете го нашиот број повторно. Пишувајте коментари и подсетувам за оние кои што подосна се вклучивте, веднаш во овој момент за следете на Инстаграм и дајте одговор на
денешното анкетно прашање на црвена линија, тоа дали би го дале детето на занает. Две опции за одговор, да, не, па кој е вашиот одговор, кликнете на полето кое што го содржи. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Јас сум на лист. Да, и убаво ве слушам. Повелете. Јас би кажа сега, како ќе оди, например, некој на занает, кога занает се учува цела ден, значи нема определено време, тоа се, значи, од сабајле треба до вечер. А подобро е се оди на школа до, како да кажа, до 1-2 часа, па после се оди си шета, си оди на кафичи си седи. А занает ти е како роб. А не, еве, например, како ќе учи сега занает за самари да прави, кога нема магарија, нема коњи. За ковач, нема коњи. Што ќе кова? Веќе со мотика не се копа и мотики да прави, значи се е веќе машинско. Значи занаети сакали или ние занаети умираат. Значи занаети веќе нема. Значи не се продуктивни занаети. Еве, например, учи некој занает, еве, например, ковач, ќе му дојде денес, во месецо еден ќе му направи некој за пук, например, ние викаме паричци. Еде во месецо. Дали тој може да живее во месецо ако има, еве, например, 1 час работа? Како се живее, например, тој? Тоа никој. Тоа ти исто како во месец дојдеш еден ден на работа, тој ден ја платен, другите денови, така се оди без пари. Значи веќе тоа ова е изумрена работа. Веќе никој да не се надевува на занаете. Ова е електричари, веќе овие се нови занаети, да, подоводчи, да, овие ќе функционират и функционират. Ама многу се скапи затоа што нема народ, нема кој да работи, бидејќи младите не сакат нови работи. Сега секој сака во државна администрација или во администрација, овде си работи 8 часа, си земе плата, си оди дома, си одмара, додека занаетот е друга работа. Благодарам и добро еве што ги спомнавте електричарите и водоводжиите. Од неодамна, поточно некаде кон средината на месец октомври, токму и шефот на Nvidia нагласи: заборавете на програмирањето, иднината е во електричарите и водоинсталатерите. А факт е дека генерацијата Z особено постојано слуша дека нивните шанси за добивање работа се мали, бидејќи вештачката интелигенција ги загрозува работните места на почетно ниво. Сепак, во реалност извршниот директор на Nvidia Јенсен Хуанг вели дека има илјадници работни места за млади луѓе благодарение на забрзаниот бум на центрите за податоци. Тие само треба да бидат подготвени да посетуваат стручни училишта. И еве што вели тој: ако сте електричар, водоинсталатер или столар, ќе ни требаат стотици илјади луѓе како нив за да ги изградиме сите тие фабрики. Секторот за квалификувани занаечи во секоја економија ќе цвета. Ќе мора да се удвојува и удвојува секоја година. Ќе подсетиме, ова го изјави Хуанг, а тоа е секако извршниот директор на Nvidia. А ние ве прашуваме дали доволно државата и дали воопшто постои стратегија да се сочуваат и негуваат старите занаети. Дали ви се чини дека традиционалните занаети, како тргнала работата, ќе ги испратиме и во историјата? Дали вашето дете би го дале да изучува занает? Дали сте вие меѓу оние кои што и ден денес сте занаечи? Добре дојдени сте сите, а ние со нетрпение секако очекуваме да го слушнеме и следниот одговор. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Што се однесе до занаето, зависи, прво треба да една работа да разграничиме од колку години треба да се даде и детето на занат, ако некој сака да го даде детето на занат. Јас моето лично би го дал, зашто да не, ако ќе заврши, зашто? Ја имам девојка, значи четкичка, као флизер, како нешто, зашто да не? Само едно сакам да прашам, еве, тука, и дали може да се заинтересирате, гледам као албанската популација, деца од 8 години, 10 години, 11 години ќе ги најде на занатите механичари. Дига кола, испод кола влегуе, у канали, што ќе ја знам. Кој смее така да го пушти детето и дали во оваа држава има некој закон тоа да се прави? Мене лично дете ми ја расипа колата, што да правам? Таму. И уствари можда не било детето, него така се вади мајсторот. Значи тука треба да некој работи да разграничиме. Занат кој знае секогаш вредел и вреди, и ќе вреди. Али треба да разбереме од колку години вие смеете да и ние, родителите, да допуштиме детето на занат
И што се случува со деца од 10 години. Јас лично ќе ве одведам и ќе ви покажам кај работа деца, може нема и 10 години. Механичар, заната аутомеханичар. Времето иде, фала, пријатно. Благодарам за учеството и секако за споделеното со огледачите на Црвена линија. Подсетувам, пишувате, продолжете да пишувате коментари. Во брзо време секако ќе почнеме со читање и на истите, кои што секако можете да ги споделите со јавноста, доколку не заследите на Facebook профилот е на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Добар ден! Добар ден! Еве, дали некој во вашето семејство е занаечие или од помладите изучуваат занаети? Од младите немам никој, а јас бев заворувач, зетот ми стана заворувач, синот беше па напушти, значи не спомнавте заварувањето и заварувањето без него не се може и најтражено ја да се родам уште би бил вариот. Значи, имаше школо, една недела идеме пракса, една недела у школо. И така се сваќа, мислам, да бидеш работник. Сега нема такви школи. Сега све средно, све големи, а ја у Коце Металец беше, имаше дом работничи и таму имаше за заворувачи за такви работи. Сега нема такви работи, нема никој, не може да изучи. А побарување има, верувам. Ја имам 70 години, верувате, ме барат да заварувам, Па еве, според вас, каква стратегија треба да се направи, еве да се сочуваат занаетите, како што и заверувањето? Треба да има школо, посебно школо за тоа. И средна класа кој се не, тие што се учени нема. Јас сум бил средна класа и сум се нафатил на тоа. Така. Многу ми е драго, благодарам што еве споделивте од ваше лично искуство и еве проговоривме за квалификуваниот занет заварување, како што можевте да слушнете, побарување и како има многу. Но ние денес во Црвена линија секако ќе ги споменеме и оние традиционални занаети, кои што секако во светот ги ценат, дури и се она што е ракотворба, рачно сработено, рачно направено е на висока цена. Но кај нас некако се добива впечаток дека традиционалните занаети што поскоро ќе заминат во историјата. Иако, еве и во тек на огромниот прогрес на технологијата, дури и лидерите на таквите компании нагласуваат дека иднината е токму во занаетите. Па еве, да слушнеме од вас дали доволно прави државата за негување на занаетите, како можеме да ги спасиме и дали еве вие се гледате или вашите деца во тоа да иднината и својата професија ја насточат кон познавање на занает. Добар ден. Добар ден, Киче. Поздрав до вас, баба Роска. Фала, да си жива и здраво. Секој добре вам. Повелете, ве слушаме. Еве, вашите деца... Јас ќе зборам за занатите. Така. Значи, од занат полово нема ништо. Ако пукне рад, ќе побегнат сите од државното, ама занатот не губи. Например, ќе кажам еден пример, кој стана земјотресо. Бегавме у Шлегаво. Ние остававме со децата таму, маш ми го викна Бербер у Драчево, у дворот, 60. За него и секој пат беше му пун джебот со пари. Официрите 60 го частат тоа, од занат побово ништо нема. Јас моите двете деца ги научив да положам занатите, ама не отидоа на занат. Пак отидоа по миниот пат. И што да правиме секако не слушам децата. А од занат побово нема ништо, кој сака нека каже. А еве како може, например, според вас државата да стимулира и да укаже на тоа дека и како занаетите може да бидат одличен избор на професија? Школа имаше 3 години, сега не знам моментално, јас сум
веќе 28 години у пензија сум. Не знам сега дали има школа. Требаше 3 години да се оди у школа. Благодарам многу за учеството, за одговорите. Сега, како што и ви напоменав, време е малку да ве прифрлам и на Facebook и да почнеме со коментарите, односно да споделиме се она што го напиша како одговор на прашањето на Црвена линија. Тоа е дали денес би го испратиле детето да учи занает. Еве што напиша Владимир Илич. Не. Сите родители денеска кои се на раководни позиции, новинари, доктори, директори, музичари, глумци и други високи струки, да се ги пратат своите деца занае да учат, да паднат на ниско. Сите родители кои се денеска на ниски позиции, хигиеничари, водоводжи, молери, шнајдери и други занаечиски струки, да ги пратат своите деца да учат високи струки, новинари, доктори, директори, музичари, глумци и други, да се качат горе во општеството. За ова комбинација сум и тој нискиот да се качи горе, да види како е, а и тој високиот да падне ниско, да види како е. Добро, благодарам многу Владимир Илич. Еве, слушнавме дека може би кај нас, барем според ова што го напиша господинот Владимир, сметате ли дека еве познавањето занаети, практикување занаети, всушност не рангира ниско во општеството, иако мора да признаеме дека се она што е рачно сработено и текако е на голема цена. А како што можевме да слушнеме и од едниот гледач, се разбира има занаети, односно работници кои што и текако за нечи општеството има потреба од нив, дефицитарни се, а и барани. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете, во Црвена линија сте. Вака, да се биде за нечија, воопшто не значи дека си ниско на скалата на вреднување во животот. Да се биде денес за нечија значи дека имаш сигурна работа и добар приход. Но во оваа држава системски е проблемот. Прво, никој не размислува за развој и унапредување на дуалното образование. Второ, никој не размислува да се уреди сферата на мајсторусувањето дома, значи водоинсталатери, редење на плочки, бојадисување, да тоа биде преку фирма, да дојде да ја направи услугата, да го платиш, да ти издаде фискална сметка и тој пазар да биде уреден. А верувајте, воопшто не мислам дека тие луѓе се нити сиромашни, нити дека таа работа е нечесна, напротив, но исто така голем проблем е денес заради модерната технологија. Денес младите луѓе ги изгубија моторичките вештини. Едноставно рацете не им служат ништо друго освен за лизгање со прстињата. Тие немаат повеќе ни снага, немаат повеќе моторика, а да не зборувам за координација. Сметам дека вреди да се инвестира. Занаети денес е потешко да дојдеш до плочкарот колку до неврохирург. Жалосно, ама вистината. Благодарам многу, ако е тоа се, за вашите одговори секако во рамки на Црвена линија. А ние продолжуваме понатаму со вас. Денес Црвена линија ве прашува, ќе ги спратиме ли занаетите во историја или ќе почнеме да ги цениме пред да биде предосна? Дали еве вашите деца, дете би ги дале да изучуваат занает? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Вака, сакам да се надовржим на предходно што господиото што коментираше. Добро. Пошто јас сум млад, моментално почнат со сам вработам во струката моја, што изработувам уметнички дела, само сакам да кажем едно нешто. Не дека е лошо, многу е добро. Има проблем ке младите што не сакаат да работат со раднички оддела. Не само радничко дело, општо како работник да излезе, затоа што му е срам. И втора работа, што државата, да речем, јас паѓам во некоја си бранша на ручна изработка, како на пример уметнички дела што правам. Државата не помага на никого. Овде прво ке нас не се цени уметноста, второ не се цени работната сила. Со господјата што рече да се издаваат фискални сметки. Да, проблемот е што овде ке нас. Ако јас дојдем како фирма и ти наплатим тебе за некоја си услуга на фирма да кошти 1500,
Некој што е без фирма ќе ти наплати тебе 1200 евра. Ние во Македонија имаме многу голем проблем. Ние сакамо да напредуваме, да идемо напред, да бидеме у тек со времето и со светот, но меѓутоа за таа услуга ние не сакамо да платиме. Тоа е најголемиот проблем и затоа свите бегаат од оваа работа. Еве, зошто не би сакале, како гледате на тоа, да се носи работна облека која што секако има заштитна функција? Се исклучи гледачот, добро, големо благодарам секако за она што го споделивте од ваш личен агол и уште еднаш ке потсетам, денес во Црвена линија зборуваме за традиционалните занаети, секако за квалификуваните занаечиски работи и очекувам, се разбира, секој ден од вас во моментот кој што не следи, а сте занаечи или можеби совладувате, изучувате некаков си занает, токму еве и вас да ве слушнеме, дали сметате дека државата доволно прави, стимулира и се труди да помогне во сочувувањето на традиционалните занаети. Добар ден. Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам многу. Вака, од секоја врба не станува свирка. Видите што сакам да кажам? Секој мајстор не е мајстор. Ќе дојдат, ќе ти дрпнат парите и пак ќе ти биде истото. Толку имам да кажам. А нема денеска ни мајстори, ни ништо. Мајстор само за украд го имаме. Па како може еве државата да направи да имаме повеќе високо квалификувани занаечи, мајстори? Па треба да се отвори некоја школа за занаети. Порано имало. Сега нема ништо. Толку ви имам да кажам, пријатно. Благодарам многу. Може би покуси од предвидените 90 секунди, но сосем јасни. И факт е дека постои континуиран пад на старите занаети, занаечиите велат губиме знаење што не може да се увезе и вредност што не може да се пресмета во пари. Така да сега останува и понатаму да ве прашаме дали вашите деца би ги насочиле кон тој, би му кажале да изучуваат занаети. Дали сте меѓу оние кои што во моментот изучуваат занаети? Дали сте занаечија и според вас дали ви се чини дека токму занаетите ќе ги испратиме во историјата? Што е она што може државата да направи, да стимулира, бидејќи навистина дури и оние кои што се лидери во најмукните технолошки компании укажуваат дека иднината токму лежи во занаетите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам од Прилеп. Јас сум дипломиран агроном по професија и сакам да речам дека земјоделството е еден од занаетите, можеби не секогаш се смета за занает, затоа што е една од оние професии кои некако му биле многу блиски на човекот во минатото. Се подразбирало дека секој мора да произведе и храна за да обстои. Мислам дека нашата држава треба веднаш да почне со преземање мерки на сериозни чекори во однос на трансформирање на моделот во земјоделството. Зашто без да знаеме да произведеме храна, мора тоа да ги учиме и нашите деца, и младите поколенија и сите, бидејќи производството на храна натаму отвора можности за многу други занаети да живеат и да обстојат. Знаете, еден производ земјоделски треба добро да се спакува. Тоа отвора друг сектор. Треба да се продаде, отвора друг сектор. Треба да се набави механизација, алати, опрема, што значи дека земјоделството е основа за да можеме да се развиваме како држава. И не би требало цело време да почнуваме од наопаку, да градиме куќа од кровот, туку прво да изградиме цврсти темели во земјоделството и понатаму врз тој темел, врз таа здрава основа да се надградуваме. Големо благодарам за учеството, одговорите и сега она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Останете со нас, продолжете секако да ја гледате Црвена линија. Продолжете и со пишување коментари. Ајде да видиме што ќе слушнеме следно како одговор во живо, а потоа ќе почнеме и со читање, ќе продолжиме со читање на коментари. Добар ден. Ало, добар ден.
Господине Љупчо, вие ли сте? Да. Да, повелете, ве слушам. Па видите, нема да ги испратиме во историјата, но скапо ќе ги плаќаме, да ти кажам право, затоа што ќе биде поретко да најдете добар занатлија. Ја не се служувам дека, знаете, не се сите мајстори, да, денеска сите се трудат веќе да дадат добра услуга, затоа што се борат на пазарот. Се знае дека ако еден мајстор добро заврши работата, наредниот пат треба да се рекламира, а како е рекламата, сем ако самиот не се рекламира. Мислам дека ние се треба прво родителите да си ги реформираме веќе умовите, а не да ги напаѓаме само децата. Туку треба ние, родителите постарите, да се реформираме себе си, да напуштиме социјалистичката идеологија учи сине за да не работи, да децата да работат. А не само да им даваме пари за лагодности и за мобилни телефони и компјутери, туку да ги тераме да работат. Не да шаркаат ногти да лакираат, туку да ги прљаат ноктите во кал, во било што, за да се створи една желба за работа. Седа дека ние ги толерираме нашите деца да уживаат, а ние работиме кој црнци за нив, секојаш ќе биде оваа филозофија дека децата се криви. Не, прво да почнеме од нас, ние да се реформираме, па понатака. Инаку што ви фали на моите синови што се готвачи? Сакате, од 19 година што работат, тоа им фали што имаат своја пара, што се самостојни и луѓе. Благодарам за учеството и за одговорите. Продолжете да не гледате. Одиме на Facebook. На прашањето дали денес би го испратиле детето да учи занет и дали ќе ги испратиме занетите во историјата, Тихидо напиша да, зашто се помалку има квалитетни занаетчи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, додека очекуваме ново вклучување, да подсетиме дека не ретко наназад годините постојано се зборува за тоа дека постои континуиран пат на старите занаети, се помалку интересно и како да нема доволно стратегија или начин како да се сочуваат традиционалните занаети, па и висококвалификуваните занаети, бидејќи треба секако да се стимулираат новите генерации, за да ги изучуваат истите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Се извинувам. Добро. Прв пат се јавувам, јас сум еден стар човек сум јас. Па драго ми е што прв пат и верувам не и последен пат. Сега да ви кажам. Не знам кои деца треба да ги пуштаме да учат занаат. Оти порано нашите такви мајки има по 8 деца, по 9 деца, по 10 деца и имаше и да учат, имаше и да одат на занаати. Сега секоја жена има едно-две деца, гледа да ги уче, до школа и да бидат само да седат и да се уживат. Никој дете нема сега да ода на занаат. Бидејќи, ево, нашата мала, да ти кажам, 4 жени, 33 деца породи. Имаш од тие 33 деца и на школа додат, и за ночи да видат. А сега нема ни 2 деца. Гледаме ние как се запишава сега во прво одделение деца, колку фалят и нема да имаме никој пат за ночи. Една сивица. Благодарам за јавувањето и подсетувам, правилото е 90 секунди едно вклучување. Горан Чоков напиша секако категорично да. Тоа што некои нови модерни сваќања за работата се наметнуваат и на занаетчиските работи, се гледа како нешто заостанато. Тоа допринесува за изумирање и одумирање на занаетчиските професии кои живот значат и поздрав. Благодарам господине Горан, одиме со реклами, а по рекламите и резултати од анкетата. Хајде да погледнеме како одговорија на денешната анкета на црвена линија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не и учествувате во утрешната.
А на ова денешно прашање дали би го дале детето на занает, со да одговорија 83%, со не 17%. Останува секако да ве потсетам на крајот да кликате и на telma.com.mk за да бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, да ви се заблагодарам за ова денешно издание на Црвена линија и секако да ве потсетам дека утре со нова тема и нов предизвик до вас, секако ќе стартуваме во нашиот стандарден термин. До тогаш, довидување.